Четврток 18 часот и 15 минути и уште еден термин за Скопје ми е дома. Овде сум јас, вашиот домаќин Викторија Петровска, и ве водам заедно со мене низ Скопје ми е дома и во оваа емисија од циклусот. Денес говориме за еден комплекс, односно еден центар кој што на своевиден начин представува обележје на главниот град, изграден од 2008 година од страна на владата на Република Македонија, па се до ден денес. Спортскиот центар Борис Трајковски, најголемиот во државата и секако најкомплексниот, кој што опфаќа повеќе опрема, реквизити за играње на повеќе спортови, односно одржување на повеќе спортски надпревари, меѓутоа располага и со куглана, теретана, имаме аквапарк, имаме базен Карпош, кој што се наоѓа исто така во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски, а за сето ова од 2008 година, па се досега, а нешто повеќе во фокусот на последнава година, ќе споменеме токму со првиот човек на центарот. Велам добре дојде за директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, господин Даниел Апостоловски. Ви благодарам што сте дел од Скопје ми е дома. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Благодарам што прифативте мојата покана да говориме токму за едно обележје, така ќе кажам, на главниот град на Скопје и на целата држава. Спортскиот центар Борис Трајковски, именуван по нашиот поранешен трагично загинат председател Борис Трајковски. Што представува овој спортски центар за вас, Даниел? Како што кажавте, спортскиот центар е на вистина од еден голем обем и е можеби најкомплексниот кој што го поседуваме во нашата држава. Како што кажавте, поседува на вистина премногу содржини, дел од нив ги кажавте и вие. За мене лично представува еден грандиозен, би рекол, објект, каде што Република Македонија имала на вистина премногу победи и успеси, како на спортски план, така и во дел на многу други манифестации и културни настани. Така што ќе кажам дека тоа е еден, да речам, склоп да повеќе настани кои што мене лично ме импонира да работам и уште понатака, да имаме повеќе такви. Нешто помалку од година дена, прв човек на Борис Трајковски, што значи да се раководи со една таква институција на ниво на држава, една толку голема и комплексна институција на ниво на главниот град? Па добро, да, ќе кажам дека пред се едно големо задоволство, но исто така и преголема врска. Кога јас дојдов, лично ќе говорам за овие месеци од како сум јас назначен за директор, се соочив со навистина голем број проблеми, бидејќи, да речем, спортската сала, односно целиот објект е веќе во одредена фаза амортизирани, односно во одреден процент амортизирани, навистина има поголеми зафати кои што треба да се направат, за да имаме таква каква што треба да биде во добра форма. Така што летниот период кога и бев назначен за директор, го искористив навистина за реконструкција на повеќе од овие содржини кои ги споменавте и сега за сега функционираме одлично. Во каква состојба го затекнавте Борис Трајковски? Не би рекол дека беше лоша состојба, меѓутоа состојба која што бара повеќе внимание и труд да вложите, бидејќи јас, барем од мој аспект, гледам леве како поранешен спортист, ќе кажам дека голем дел од условите кои што ги затргнав таму не би посакувал јас лично да ги имам како такви, како професионален спортист. Така што во периодите од, би рекол, јули и август работевме активно на базенот Карпош, потоа работевме активно на лизгалиштето кое што во моментот се уште работи. Така што ќе кажам дека условите не беа прелоши, меѓутоа не беа ни толку добри и бараа доста работа. Споменавте поранешен спортист, чином поранешен фудбалер, ако не се лажам. Да, колку спортските настани, спортските кругови ви донесоа искуство кое што еве денес вие го преточувате токму во управувањето со еден ваков спортски комплекс? Би рекол дека од голема помош ми е тоа што, да речем, изминатите години, 20 на години ги поминав на фудбалските терени, меѓутоа бев присутен на вистина секаде. Тоа би рекол дека е една иницијална каписла која што каде да погледнете некаде нешто ви пречи во окото, знаете што точно треба да направите и како да направите подобро за оние кои што сега се развиваат во професионални спортисти. Така што, да, како што кажавте, тоа што бев фудбалер и осетив поголем дел од овие недостатоци кои што ги имаме во салата, многу ми помогна да ги воочам. Од 2008-та па се досега, што се менуваше низ текот на годините, еве како нов директор, што се денес нуди центарот, спортскиот центар Борис Трајковски? Како за најмладите или дечињата, па така и за повозрасните, какви се услуги?
Како што кажавте, ги имаме големата сала, односно арената Борис Трајковски, потоа имаме мала сала каде што секојдневно одржуваме тренинзи за кошарка, ракомет, одбојка и така натаму, значи имаме клубови кои константно се присутни во салата. Покрај тоа имаме сала за пинг-понг, како што знаете, аеробик, аквапаркот, лизгалиштето, фитнесот, базенот и така натаму, така што навистина диапазонот би рекол на повеќе содржини е навистина голем. И можам да кажам дека навистина е застапена секоја категорија, односно сите категории на граѓани кои што сакаат да спортуваат, и тоа искрено ме радува, бидејќи знам се случува да видиме и премногу млади дечиња во базенот, но и доста повозрасни луѓе кои што го користат и кои што се, мене барем ми особено важно, што се задоволни посетители. На што најпрво се фативте со работа кога дојдовте на прв човек, на функцијата прв човек на оваа институција? Што беше она нужно кое што се поправаше, се работеше, чи нам најавивте дефект на базенот, сезоната на лизгалиштето, како се одвива работите? Како што кажавте, прво нешто кое што го сработивме, би рекол дека е базенот, некако така се случи да ме затекна на промена на вода, која што се менува нели на одредени месеци, па се случи да треба баш во тој период да ја промениме водата и тогаш бевме затворени околу 20 на дена. Во тие 20 денови работевме на реконструкција на трибинскиот простор на базенот, исто така и во сооблекувалните, како и во машинскиот дел кој што се наоѓа под базенот долу и од навистина круцијално значење, бидејќи доколку таму не посветите доволно енергија и време, горе не очекувате добри резултати. За среќа, ние навистина го сработевме тоа како што треба и сега функционираме безпрекорно. Така, кога говориме за лизгалиштето, имавте успешно и претпоставам се уште трае сезоната на лизгање, токму во Трајковски. Лизгалиштето го отворивме некаде на средина на месец ноември и како што кажавте, работевме одреден период на припремање на истото, бидејќи имавме помали, би рекол, потешкоти во однос на инфраструктурата која што е долу под мразот. Моравме да направиме одредена промена на цревата, на стеги и така натака, кои што тоа е некоја работа, би рекол, која што се случува на 2 до 3 години. Сега исто така ќе речам дека мене ми се погоди тоа да треба да го правам. За среќа се помина добро и лизгалиштето функционира одлично. Колку е атрактивно за посетителите? Па атрактивно е, бидејќи јас, например, не бев до тој степен запознат со лизгалиштето пред еве сега одблиску да можам да го видам. Ме радува тоа што навистина има голема заинтересираност, особено од најмалата категорија на дечиња. Би рекол 3-4 години дечиња веќе доаѓаат, имаме ние наши помагала пингвини, преку кои што можат дечињата да научат да лизгаат. Така што мене да кажам дека тоа ме фасцинира и би рекол дека во иднина треба многу повеќе да се вложува во тоа лизгалиште, да прерасне во едно, да речем, во еден поголем храм каде што ќе се случуваат и поголеми настани. Кога го договаравме ова интервју и овој разговор, споменавте дека имате активности скоро на дневна основа. Јас би започнала нешто од најсвежото. Подпишавте меморандум за соработка со председателката на специјалната олимпијада, ако не се лажам, Моника Бушковска. Што значеше овој меморандум како најнова активност на Борис Трајковски? Овој меморандум значи едно склучување, да речем, на соработка помеѓу нас како спортски центар и тие како специјална олимпијада на Македонија. Ним, да речем, нашите содржини кои што ги имаме, особено фитнесот и базенот, им се од навистина големо значење и тоа значи дека дечињата, односно спортистите кои што членуваат во специјалната олимпијада, нивните подготовки бесплатно ќе ги вршат во нашиот спортски центар, што е на мое големо задоволство. Се надевам дека на нив исто така премногу им значи и дека ова мало, да речем, скромно внимание од моја страна ќе им даде поттик да достигнат високи резултати. Така, изминатата година ја одбележавте со низа новогодишни активности. Новогодишна идила се случи, музичка идила со Симон Трпчевски и пријателите. Имавте новогодишно шоу на Мраз. Колку беа примамливи ваквите настани токму за посетителите и колку беше потребен труд се ова да се реализира токму онака како што беше замислено, бидејќи еве Симон Трпчевски и пријателите, претпоставам тоа било голем настан кој што исто така бил проследен од голем број на заинтересирана публика. Да, ќе започнам со настанот на Мраз. Имавме навистина интересни 2 денови, бидејќи настанот беше предвиден во еден ден да бидат 2 настани, па потоа ги направивме во 2 дена. Како и да е, навистина имаше присутни, ако не се лажам, преку 5 до 6 илјади дечиња. Што мене особено ме радува, беа дојдени со своите родители, баби, дедовци. Настанот и мене лично ме фасцинираше, бидејќи не сметав дека ќе биде едно такво здание, да кажам. И можам да речам дека со организаторите на тој настан веќе договараме нешто за наредната година, од малку поголем обем. Се надевам дека ќе биде уште поинтересно, уште по, да кажам, привлечно за најмладите најново. И
настаните кои што се на мраз претежно захтеваат навистина голема подготовка. Ова значи дека чилерите, ќе ги спомнам кои што вака ви се увреќам малку за да ме сватите што ви зборувам, кои што го одржуваат мразот во добра состојба, мора да ги внесете внатре. Па сето тоа да го направите да го заледите тој простор, така што е малку комплексна работа и поголем зафат, меѓутоа за наша среќа успешен. Претпоставувам има и повеќе луѓе кои што секој си ги знае своите области задолженија секако за организацијата на токму и Нормално, да, вработените во спортскиот центар Борис Трајковски, благодарност до нив голема за сиот труд кој што го даваат изминатите денови и месеци од како сум таму, да ги пофалам нив вака јавно, а во однос на настанот на Симон Трпчевски ќе кажам дека тој иако имавме навистина премногу настани особено во зимскиот период, тоа беше едно финале. Навистина беше еден прелоп, грандиозен настан, каде што ќе напоменам имаше и присутниот државниот врв, значи премиерот на Република Македонија, претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Така што ќе кажам дека привлече луѓе и некоја категорија на граѓани која што навистина го цени македонското, која што ги цени нашите вредности, би рекол, културни, и го испочитуваме сите, да кажам, Симон Трпчевски онака како што треба. Навистина настанот беше прелоп, се надам дека до година ќе го повториме. Она мене што ми остави посебен впечаток за Борис Трајковски е тоа дека одржувате повеќе, односно се одржуваат повеќе светски првенства во центарот. Имавте светско првенство во латино танци, ако не се лажам, со повеќе од 1500 танчари од 18 земји. Какво искуство беше ова за спортскиот центар? Ова беше едно искуство кое што мене малку ме запрепасти, морам да признам. Не очекував дека тоа нешто толку големо и дека е сериозно. Организаторите тоа ми го најавуваа, меѓутоа мене ми беше некако помпезно најавено и не верував. Искрено, меѓутоа секоја чест на вистина и организацијски и од нашиот нивна страна беше на врно ниво. Луѓето кои што беа дојдени од разни земји од Европа беа навистина презадоволни со условите каде што имаа можност да танцуваат. Така што ќе речам дека овој настан се надевам дека до година навистина ќе го повториме и веќе договараме нешто такво. И еве ќе најавам дека за следната година организаторите од Брейкалек веќе најавуваат и светско првенство во балет, кое што велат, барем според нивните кажувања, дека е уште поинтересно и попосетено од овие други првенства кои што се одржаа, така што со среќа ги очекувам. Кога говориме за едни такви големи настани, моето прашање кое што ќе се надоврза на сето тоа е колку има капацитет Борис Трајковски за вакви настани, какви се условите во центарот? Па добро, капацитетот би рекол, еве, вие можете да видите кога имаме концерти таму, кога е доле се на стоење, кога е преполна трибината, се случува да има од 9.500 до 10.000 посетители. Кога е оној, да речам, стил со наместени столови доле, тогаш стигнуваме 7 до 7.500, така што обслужуваме навистина, би рекол, голема маса на луѓе. Истовремено мора да знаете дека и организацијата е малку поголема во однос на влез и излез на салата, што е навистина важно при овие организации, така што сметам дека сме подготвени и за поголеми нешта. Се случи спектакуларен концерт на групата Меморија. Тоа беше еден преубав настан кој што чинам дека собра многу посетители. Да, јас присуствував на истиот и еве ќе ги поздравам сега Меморија, навистина направи еден брилјантен настан. Тоа е нешто кое што треба да се памети, но и да се повтори доколку нели сакаат. Од моја страна навистина се потрудив се што можам да го овозможам како да речам домакин во салата. Од нивна страна навистина направија се што можат и одржа еден концерт за паметење. Така тоа беше еден празник на македонската убава песна, убава музика, се случи и концертот на дивата Калиопи. Меѓутоа, покрај нашите овде, македонците, македонските уметници, колкава е заинтересираноста на оние од страна? Па добро, да, знаете дека во спортскиот центар не се одржуваат само концерти на македонски пејачи. Имаме и од естрадата од Србија, во Босна, во Хрватска и така натаму. Доаѓаат и странци, би рекол, Британија и така натаму. Меѓутоа поретко, што за мене не е некој факт кој што искрено ме радува, меѓутоа се надам дека организаторите на концертите малку ќе размислат и во таа насока, малку да го искултивизираме, да речам, спортскиот центар на едно повисоко ниво. Иако би рекол дека и од страна на, би рекол, Србија, Хрватска, Босна или од каде да доаѓаат. Да, на Галија, Црвена јабука, чинам дека беше режија, вратете уште една сликата да видиме на 9 ноември, чинам, еве. Да, ова беше Скрин фестивал. Да, ова беше исто еден прилов настан, присуствував и на истиот и на тој. Ова се претежно групи кои што гравитирале 70-тите и 80-тите, кои што сега полека се можеби на залез на своите кариери, меѓутоа
навистина ме радува тоа што изнесува некоја позитивна енергија која што за мене не беше можеби до тој степен очекувана. Ама има и голема заинтересираност, чинам Има, од да. нашата публика. Има од нашата публика што ме радува и имаше доста помлади луѓе, би рекол на 20 и на 25 години, предпоставувам дека истите дома ги слушале тие песни од своите родители, баби и дедовци, така што значи квалитетната музика знае да допре до помладите иако зборуваме за постари песни. Заедно со министерот за спорт Борко Ристовски отворивте интернационален турнир во ватерполо, кој што се одржа. Како се одвиваше ваквиот турнир? Колку екипи имавме, можеби од кај нас, од Скопје, од градот? Од Скопје имавме една екипа, Вардар 8, кој што се исто така и организатори на овој турнир, ги поздравуваме нив исто така. Направи еден, би рекол, ватерполо турнир кој што кај нас не се случил подолго време. Дечките навистина вложија премногу енергија и труд и го направија на едно професионално ниво, поканија сериозни екипи од Србија, Црна Гора, Хрватска, каде што можеби не забележавме некои поголеми успеси како тим, меѓутоа ги удостоиме, ги пречекавме како што треба, така да ги охрабруваме и до година да го повториме исто. Еве кога го споменавме овде министерот, неретко и со премиерот исто така присуствувате на одредени настани, манифестации кои што се случуваат токму во Борис Трајковски. Колку тие се отворени за поддршка и за соработка на центар? На моја голема среќа, навистина се заинтересирани и навистина ги интересира спортот, сакаат да вложуваат, се радуваат на успесите кои што се случуваат и во мојот, би рекол, во спортскиот центар Борис Трајковски, но и насекаде каде што игра Македонија или некои од нашите клубови, така што во константна комуникација сум со Борко и навистина ме радува тоа што знае често да се јави, да праша дали нешто треба, дали нешто можеме да направиме и така натаму, што на мене ми дава, да речем, еден мотив да работам и да договарам и со него, но и со владата, како што Колку е спомнав. нужна поддршката еве токму од Министерството за спорт? Па нужна е, бидејќи ние сме само финансирачка фирма која што го одржува спортскиот центар Борис Трајковски. За среќа работиме добро. Сакам да кажам, можеме да го обслужиме сите активности кои што ги имаме, секогаш да бидеме во позитива и да работиме како што треба. Меѓутоа, за оние капитални проекти кои што се, би рекол, поголеми и поскапи, ќе мора да интервенира владата. Се надевам дека во наредните години. Сте аплицирале досега за проекти? Во моментот поднесуваме апликација, нема да откриам точно зашто, бидејќи сакам да биде на, би рекол, нова содржина во спортскиот центар Борис Трајковски, која што Изненадување за да, и ќе граѓани. биде навистина убаво, но претходно прво да ги договориме овие побитни работи. Така, кога сме кај подпишувањето на соработки, подпишавте меморандум за соработка со планинарски клуб Х2О. Да. Подпишавме и со нив меморандум за соработка. Х2 е планинарско друштво, каде председател е Јовица Апостоловски. Тој ми е пријател кој што пред 6-7 години ме инволвираше во планинарството и можам да кажам дека ме магевса со планини да одиме често по планините низ Македонија па и надвор. Што значи ваквиот меморандум? Конкретно на што Меморандумот ќе се не обврзува нас како спортски центар да им дозволиме ним како планинарско друштво во зимските денови кога времето не е добро за планина да доаѓаат и да играат пинг-понг или било што друго во Така. нашата сала, додека вработените во спортскиот центар Борис Трајковски можат бесплатно да учествуваат на сите тури кои што ги организира планинарското друштво и да воспоставиме една дружба. Така. Споменавме ватерполо, споменавме ракомет, се одржа европско првенство во кошарка до 18 години. Кои се спортови се застапени се играат во центарот? Како што кажавте, ракометот, кошарката и одбојката се најзастапени, футсалот и не толку, можеби поретко. Изминатите, како што кажавте, изминатите денови, може да ви кажам дека имавме преку 20 надпревари за младински клубови кои што се одржаа кај нас во малата сала. Кога дојдов за директор на спортскиот центар, како што кажавте, ги имавме европските првенства до 16 и 18 години во кошарка, така што константно имаме одржување на некои настави. Што е со фудбалот? Па ние немаме фудбалско игралиште, зборуваме со оние големи димензии на трева, зборувам наше во комплексот, така што немаме тој тип настани. Футсал, односно мал фудбал, знае да се случи некогаш, но исто така поретко, така да овие три други спортови се најзастапени. Да се одржи балканско првенство во борење во слободен стил, чинам дека. Да, тоа е еден настан кој што исто така не беше предвиден, да кажам, во периодот кога подготувавме агенда за настани. Македонската федерација во борење организираше исто така убав настан кој што траеше 3 денови таму и имавме навистина посетители од повеќе земји, премногу учесници и се надевам дека организаторите на настанот се задоволни бидејќи навистина имавме преубава понуда.
Еден посебен настан кој што мене ми остави впечаток, регионален надпревар во пливање за млади спортисти со интелектуална попреченост. Да. Колку се вклучени ваквите лица во манифестациите и во ваквите настани? Вклучени се, имаме неколку организации кои што работат со такви лица, односно дечиња. Кај мене секогаш има отворена врата за соработка, како и сега што се случи, бидејќи сметам дека тие деца заслужуваат свое место под сонцето, место каде што ќе може да се напреваруваат, да се развиваат и така натаму. Овој настан кој што го спомнавте навистина помина премногу добро, сите бевме задоволни, што е најважно, дечињата беа премногу задоволни и би рекол дека во текот на наредната година овој настан оваа година го организиравме навистина за многу кусо време. Наредната година ќе обрнеме малку повеќе внимание да изгледа навистина онака како што треба. Оваа година имаме и светски првак во хип-хоп, се одржа и светско првенство во хип-хоп, каде што исто така бевте домакини. Тоа беше една прекрасна слика, јас чинам нешто фатив од случувањата таму, имаше едно убаво видео, ќе побарам овде од режија да го добиеме. Чинам една од девојките облечена со македонска тренерка. Ајде додека ни го пуштат од режија да го прокоментираме настанот во хип-хоп. Навистина преубаво, мене ме фасцинираше тоа што навистина премногу мали дечиња, се веќе сериозни професионални брейк-денсери или како и да се нарекува хип-хопери. Така тоа изгледаше навистина професионално. Да, јас лично не очекував. Така си ја сватиле сериозно работата. И од уште 7-8 годишна возраст имаат сериозни кариери за себе во наводници, бидејќи освојуваат навистина први, втори, трети места на сериозни надпревари. Така се случи и кај нас овој пат. Лично присуствував во моментот кога нашата надпреварувачка ја прогласија за прво место со Трајчот Брекалек, ги гледавме заедно во моментот и бидејќи не се разбирам во оценувањата нели на хип-хопот, само ми промавтаа со листот да ми кажа дека имаме светски шампион, што навистина ме израдува. Светски шампион во навистина голема конкуренција беше таа, да. од повеќе земји. Да. Јас малку се збунив од режија ќе го побарам видеото за латино танци, мислам дека имавте едно такво видео со наша надпреварувачка, доколку ни го најдете ќе биде одлично да ни го пуштите. Да, еве го. Ова беше прекрасно. Да, и ова навистина. Ова мислам дека задржува внимание и дека буди еден таков убаво чувство кај публиката. Да, буди едно убаво национално чувство, би рекол на гордост. Некогаш и не е толку важно дали ќе освоите прво, второ или трето место. Битно е да сте близко до луѓето, да ве чувствуваат за свој и мислам дека оваа девојка тоа го потврди со овој настап. Дефинитивно. Се случи сајм на книга 2024, чинам во април, под мотото "Приказна се чита". Тоа е настан кој што традиционално носи со себе посетители. Какви се плановите за годинава? Оваа се спремали година, нешто? Да, ќе го имам истиот настан повторно, ќе трае 5 до 6 денови и сметам дека ќе се одржи во крајот на месец март. Така што еве за многу брзо ќе имате можност да дојдете и да присуствувате. Сајмот на книга е еден преубав настан според мене, кој, како што кажавте, со години наназад се организира и треба да продолжи, бидејќи е така едно собиралиште на луѓе кои што сакаат да читаат и да научат нешто ново. Како прв човек, доста амбициозно и полетно сте почнали, сте си ја сватиле работата. Даниел, какви се плановите во иднина? Што ќе биде новина за спортскиот центар Борис Трајковски? Кажавте ги има изненадувања за граѓаните, ќе се случуваат можеби позитивни промени, па ајде што е на агендата можеби? Како што кажавте, мене ќе речам дека пред се ми е еден план, ајде да кажам, сето она кое што ние го поседуваме во овој момент како спортски центар, да го задржиме и да го надградиме. Односно секој од содржините кои што ги напоменавме да бидат во една добра состојба, да можеме да ги користиме, а потоа и да започнеме со изградба на нови содржини, како што ви напоменав веќе за една од нив. Така што сметам дека овој спортски центар како најголем во државата навистина заслужува поголемо внимание и од нас како би рекол еве управители, дали од владата или од посетителите, и да изградиме едно место кое што ќе биде убаво катче со кое што сите ќе се гордееме. Колку скопјани го доживуваат како свое скопско обележје токму центарот Борис Трајковски, од друга страна колку е посетен од останатите градови од внатрешноста на државата?
Па добро, со оглед на тоа што навистина во спортскиот центар се одржуваат надпревари каде што присуствуваат екипи и од матрешноста на Македонија, секојдневно имаме луѓе кои што и не се од Скопје, исто така да, и концерти. Така што како за скопјани, така можам да кажам дека Борис Трајковски за свој го чувствуваат сите луѓе кои што сакаат добра музика, добар надпревар или некој друг добар настан, каде што ќе се сплотиме сите заедно, ете ви рекол. Така. Сакам уште еднаш да ве прашам за реновираниот базен Карпош. Овде имам дека два базени, мал и голем, се користат за пливачи, нуркачи, секако за нели надпревари, секако за рекреативци. Колку се посетувани базените? Базените можам да кажам колку доаѓаат еве рекреативно луѓето? Сега ќе ви кажаме на бројка која што е статистички покриена, бидејќи следиме секојдневно колку имаме посетители. На дневна основа имаме од 1800 до 2000 посетители. Тоа се луѓе кои што се дел од спортските клубови, кои што се, да речам, кои секојдневно таму, но дел од нив се рекреативци. Како во големиот, така и во малиот базен. Имаме и најмал базен, кој што е за најмали дечиња од годинка, две. Таму најчесто се случува да има убави родендени, каде што дечињата знаат да си простават со родителите, да имаат дружба и така натаму, а додека големиот базен е навистина искористен максимално и, ајде да кажам, борба е за термини како за клубовите, така и за рекреативците. Не го споменавме аквапаркот? Аквапаркот, како што кажавте, за мене представува можеби едно од најубавите содржини кои што ги имаме ние како спортски центар. За жал, изминатите 2 години не бил во целосна употреба и се дозволило, не би сакал да зборувам за тоа кои што правилно минатото, меѓутоа за мене не е разбирливо да се дозволи еден таков преубав објект да се запушти и да не се води евиденција околу тие работи. Во моментов се соочуваме со навистина голем проблем, бидејќи дел, односно поголемиот дел од реквизитите кои што ги имаме таму, се веќе се изминати гаранции, односно тобоганите и сличните реквизити не се можеби до тој степен безбедни, што мене ми дава за право да не посегнам да го отвориме доколку не го направиме онака како што треба. Имаме проблеми со пумпите кои што се во аквапаркот, исто така и тие не биле доволно одржувани. Така што ќе дочекали спремен следната. Се трудиме, искрено се трудиме и секојдневно барам соодветно решение. Сакам да го отворим аквапаркот, како што кажате, пред се за луѓето кои што остануваат во Скопје во летните денови да има каде да се развалат и да уживаат, но и како спортски центар да оживееме нешто кое што пред се премногу вреди, а и преубаво изгледа. Така, колку е атрактивен рекреативниот дел на центарот, односно тука спаѓа фитнес теретаната, сауната, потоа аеробикот, пилатесот? Аеробикот и пилатесот би рекол дека не се толку застапени, меѓутоа фитнесот е одличен, би рекол дека секојдневно имаме посетители кои што доаѓаат. Како дел од рекреација имаме и бизнис лига која што се одржува исто така во спортскиот центар, во малата сала, каде екипи, би рекол, од типот, не знам, бензински пумпи, банки и така натака учествуваат со своји екипи. Имаме една неформална дружба таму, така што би рекол дека од рекреативен дел најчесто е пинг-понгот застапен, фитнесот и футсалот во малата сала. Колку како еден млад човек кој што и претходно се занимавал со спорт сте отворени токму за идеите за нови манифестации, нови настани, нови проекти кои што доаѓаат токму од оние кои што ги интересира спортот, од најмладите? Колку спортот е важен за децата? Секојдневно имам состаноци и средби со премногу спортисти, дали се активни или веќе пензионирани, кои што ми даваат идеи, но и имаат навистина добри планови за своји настани кои што сакаат да ги реализираат, што мене искрено ме радува. Некогаш и кога ние како спортски центар немаме да понудиме нешто ново, добро дојдено е некој да дојде да организира добар настан, така што отворен сум за соработка. Луѓето многу лесно и често ме добиваат, секојдневно навистина отстварувам средби во мојот кабинет, така што еве ги охрабрувам сите кои што сакаат да направиме нешто убаво и ново, да повелат и да се договориме. Колку Борис Трајковски го задржа епитетот на еден измодернизиран центар кој што се носи рамо до рамо со можеби оние од соседството кај нас. Па го задржа во најголема мера, да, така е. Ќе се работи ли за Ќе мора, да, како што кажав, ќе мора да се надгради, ќе мора некои работи да ги освежиме или да ги модернизираме, како што кажавте, иако сметам дека, еве вака однадвор, барем кога ќе го видите, навистина потсетува на нешто светско и нешто ново, немаме некои поголеми оштетувања кои што не би можеле да се санираат, така да сметам со малку повеќе труд и работа може да биде едно убаво место. Даниел, како е да се работи дома на нешто наше, на нешто оставено од претходни генерации? Колку тебе ти е дома Скопје, колку тебе ти е дома Борис Трајковски? Па мене ми е дома Борис Трајковски најмногу поради тоа што ми е преку улица од каде што живеам. Баш дома. Да, баш ми е дома
И кога бев помлад, би рекол уште додека игра фудбал професионално, често ја посетував теретанот, односно фитнесот, знаев да поминам и на базен, да отпливам, така што навистина ми е дома Борис Трајковски и Скопје исто така го чувствувам како свое, како дома, бидејќи еве би рекол дека најголемиот дел од животот го поминав тука. Нешто најново што ќе ни открие што ќе се случува во Борис Трајковски, на кое што ќе можеме да бидеме присутни, нешто што не е изненадување, на кое што ќе можеме да присуствуваме и со тоа полека и ќе си го заокружуваме разговорот. Па добро, оваа година, како што знаете, и секоја друга започнува со Златна бубамара на 19. Така сега 19 на 19 февруари, ете тоа е еден убав настан кој што... Тоа е еден убав настан кој што според мене можеби најубавиот во Македонија кој што го имаме од таков тип. Потоа следуваат оние концерти. Подготовките за Златна бубамара чинам дека и веќе се почнати. Тоа е една голема манифестација која веќе се и при крај. Не се почнати бидејќи веќе 15 дена работиме на тоа. Со организаторот Ранко сме во постојана комуникација, како со мене, така и со луѓето кои што работат во спортскиот центар, така да нема да имаме сигурно никакво промашување во организацијата. Ова е ваша прва бубамара, како директор? Моја прва, да. Потоа доаѓаат концертите, имаме Здравко Чолич во март, потоа имаме Тонизен на 5 април, после тоа Биело дугме и да не ги редам, како што ви кажав, навистина секој месец имаме некое збиднување, дали е спортско или од музички аспект, така што ќе имате што да посетувате и се надевам дека што повеќе луѓе ќе не посетат. Колку скопјани сакаат спорт, како за крај? Скопјани сакаат спорт. Барем она кое што јас го гледам секојдневно, особено фитнесот е тренд, да речеме, во изминатите 10-15 години, порано и не беше толку, меѓутоа сега е навистина. Базенот е исто така активен и премногу луѓе и помлади и постари, како што ви кажав, го посетуваат, така што скопјани сакаат спорт. Чинам дека во последно време се повеќе дечиња како да се запишуваат на различни типови на спорт. Вие во една прилика ќе кажете не ги форсирајте децата да тренираат по секоја цена и тоа ми остави така еден впечаток. Колку родителите ги форсираат децата да прават нешто што ете не им е по волја? Видете, макар било и спорт. Многу е убаво родителот да посвети внимание на детето и да го усмери према тоа да биде посветено на еден здрав живот. Дали е тоа кошарка, тенис, ракомет или што и да го остават детето само да избира. Јас тоа го кажав во една друга конотација, односно дека ако таткото сака синот да биде фудбалер, не мора детето да биде фудбалер, можеби ќе биде пливач. Затоа велам, не треба да ги форсираме децата со сила да бидат нешто што не сакаат. Оставете ги да се пронајдат самите каде што сакаат да бидат и верувам дека тогаш успехот е неизбежен бидејќи и самото дете ќе сака да се фокусира и да потроши енергија таму. Ете тоа нека биде една убава порака да ги оставиме децата да бидат онаа кое што го сакаат. Со овој полека ќе го заокружуваме во издание од Скопје ми е дома. Даниел, многу ви благодарам што ја прифативте мојата покана, што еве токму во Скопје ми е дома на Вистинска телевизија имавме можност и шанса да проговориме за спортскиот центар кој што датира од 2008 година, па се досега е центар на повеќе спортски збиднувања, како и културни збиднувања, така и рекреативни доживувања. Ние сме овде, се надевам со нови ваши проекти, со нови случувања и манифестации, повторно ќе се дружиме пред камерите. Ви благодарам. Сите нови настани ќе бидете известени и се надевам дека ќе не посетите. Благодарам на вас на поканата. Ви благодарам. Така, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што го проследивте најновото издание од Скопје ми е дома. Разговарам со директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Апостоловски. Говориме за центарот кој што датира од 2008 година, кој што представува спој на спортските настани и манифестации, на културните и музичките збиднувања и секако рекреативните доживувања. Доколку веќе не сте го посетиле, а верувам дека сте го посетиле досега, 19 може би е одлична можност да си резервирате место за Златна бубамара, а веднаш потоа и за останатите музички концерти кои што ќе се одржат токму во Борис Трајковски. Овде ве поздравувам и се гледаме за една седмица во истиот термин на Вистинска телевизија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно